ljudi! Mnogo bolje. Dobrodošli u novi vlogić. Ja sam čovjek što definitivno ne može nigde bez noćeri. Bez razlika, da li nadvor ima sonce ili ne, jaz noćeri na sebe mora da imam. I momentalno ne si ги вземам в тие омилените, така да ја ќе послушат. Ке ми каже ли некој зашто јас ја сонувам Ана Бекута? Не само што ми искача последен период и од фрижидер буквално, јас почнав и да ја сонувам луѓе. Сум сонувала како сме се договориле да идеме во 2 Елена и јас сум ја чекала, она дошла со Веспа. И сме се изгушкале, јас сум ми рекла, леле, многу ми е жал дека што ви се деси и ова, сега последново, бла бла бла. И ние сме седнале на маса и дошла Лепа Брена со нас. И Лепа Брена ме прашала од кај купувам колохопки. Јас не знам, ако некој може да ми каже значење на овие мои сонови, би ве замолила да ми кажете. Следно ќе видиме, може ќе сонувам и со некој познато да страда. На водици јас ја сонувам Ана Бекута. Мислам, Бог се јави. Буквално сум се облекла цело црно, као да жалам некого, а никого не жалам. Не сакам некој мене да ме жали. Животот е убав, секако, дали со сонце или без. Со сонце секако поубав, али јас си го сакам. Тоа што сакам да ви кажам, значи се што правите во животот, гледајте да бидете среќни, гледајте да сакате да го правите тоа, да ви исполнува, да бидете позитивни. Се што правите и ако е дека морате да направите, немојте. Само слушајте се себе, слушајте вашата интуиција, гледајте тоа, значи да ви донесе ќе се сутриме. Али нема. Бидете секогаш позитивни, ширете позитива и најбитно од нешто, се што правите, нека ве боли уво, значи кој што мисли, дали некој ќе мисли дека тоа е лошо, дали некој, не знам, ќе се смее или ќе јаде гомна, за вас не треба да ве боли уво. Се дека вие сте среќни, се дека сте исполнети со тоа, останете се небитни. Секогаш луѓето ќе зборат дали вие ќе правите нешто добро или лошо, луѓето секогаш ќе имаат коментар да кажат на тоа нешто. Така да само слушајте се себе си и вашата интуиција и живеете во животот, еве ги погоди сите дупки, тоа треба да ви е знак, како што ми е мене знак. Така и на вас. И така, не знам, ќе си го подобрите животот, кога нема да ве занима другите што мислат. Ќе си бидете среќни, исполнети. Што ќе фали, бе? Ти Американ ја Рус. Песнава не ми искача од глава. Месец дена јас, ти Американ ја Рус. Ако знам, еве. После празници одма се гледа, значи одма ова подбрадок тука. Од сутра не јадам ништо. Диета. Али добро, битно, у телото сум си слабичка, тоа не се менјам, тоа си е генетски. Значи, Богу хвала, лепе гене, одраде свој посао. Али, сега крече моја диета. А исто, ке има сега некој кој прокоментира, леле, преслаба си, уште диета ти фали. Пуштете ме, бре, луѓе. Јас се знам како се осеќам. Ако сакам да бидам послаба, ја ќе бидам. Ако сакам да се здебелам, ќе се здебелам. Битно е тоа, не знам, јас сум си у своја кожа. Ако не се осеќам убаво, јас ќе направам да се осеќам убаво. И нема ту шта. Јас додека го зборам се ова, си ја замислувам сега палачинката што ќе ја нарачам. Само ви. Мислам дека у целата диета што би ја почнала, тоа би ми било најтешко, да не јадам палачинка со нутела, со фстаци и малина. Тука да знаете што е тоа. Ајде, молете се сега со мене да си најдам паркинг место. Моето паркинг место е слободно. Жена као ти
Ти Американ е Рус. Just take a man Исус. Сега најадена, напиена, може и да пеам, може и да си легнам. Да, луѓе, и јас не само што јадев палачинки, јас јадев и бургер. Значи, не подбрадок. Има да ми се спои овака, само овака ке искочам. Иначе, што ме беше друго, порано така стигнав в главата дека морам, знаеш, да се вклопам сегде, дека, знаеш, као треба малце да примирам, као да прифатам некои работи. Ама сега со теков на времето сваќам дека ништо уствари од тоа не морам, и ако не се осеќам јас убаво у некое присуство, у некое друштво, дека не морам да идам таму и да бидам со нив. Едноставно можам да кажам дека не ми се искача, дека сакам да бидам малце така сама, да одморам глава со се или да искочам со друго друштво. Сватив дека уствари колку пробувам да се вклопам у тоа некое окружување, у тоа некое друштво, толку поише се губев сама себе. Некако идеш таму, даваш својата енергија, седиш на место кај што не сакаш да бидеш, седиш со друштво кај што некако ти ја зимаа таа енергија и дојдеш дома, значи тепана као, а ништо не си правил, само си бил лете, може да кажеме, на едно кафе и ти се троши таа енергија. И така да многу да е битно да не форсирате некој, не знам, да биде во ваше присуство или да се форсирате сами себе да бидете на некое место кај што не сакате. И да бидете среќни со себе, да уживате во секој момент. И отстранете ги сите токсични луѓе околу вас. Ако нешто осеќате дека некој ве влече надоле, дека цело време се дешаваат со тој човек исти работи, не знам, дека нема никаква си промена. Ете, например, конкретно зборам за другарство или нешто, кога видите дека некој, колку да му давате совети, дека си останува на истото ниво, сменете го. Без разлика, нека не ми биде жал. Кога гледа дека некој, не знам, не за џабе рекле, поред некого или цветаш, или венеш. Така да ви, сите ние сами свесно некако си ги бираме, си го бираме кругот. Така да бирате си го и вие паметно, зрело. Дали ќе цветате поред некој или ќе венете. Тоа останува во вашите раце. Што ми прави луѓе? Операција на нос. Ај сега стај го. Како, чекај? Од која страна? Кај е буквата, бе? Така се. Оу, шта е ово, људи? Мало ми е ова. Ај зе го. Ништо не менја. Смазала. Не остало ништа. Дојди, трајки. Дојди, бебо. Дојди, бе. Мац. Дојди, ке си играме. Дојди, љубави. Ти побегне, нема никој газ.